Промената на канализацијската мрежа во централното градско подрачје за чија изградба општината своевремено потроши околу 2,5 милиони евра, требаше да овозможи прифаќање на атмосферските води при поројни дождови и да го реши проблемот со поплавувањето на најниските зони. Меѓутоа, синоќешното невреме покажа дека пропусната мок на шахтите и на канализацијата се со намален капацитет, поради што неколку улици буквално беа претворени во реки. Граѓаните се сомневаат дали и колку се исчистени шахтите, посебно оние што најмногу настрадаа од поплавите и се прашуваат до кога ќе трпат штети при секои пообилни врнежи. До сега ова е 7 години сум тука, може да е 5-6 пат кога сме поплавени, никој ништо не презема мерки. Значи, се на наша штета. Ако дојдат да плаќаме за местото, секој ден се караме, значи толку место сме западале, волку место сме западале, а на крајот ние нема што да работиме. Значи, не знам више што да кажа, значи. Секоја година ја плаќам, купувам нов инвентар од синдичарот. Не само ја, него сите дуќани што сме тука. Непоплавени домови денеска се пожалија и жители на улицата Стамен Манов, каде поради изведбата на истата, при секој пообилен дожд се создава мало езеро, меѓу другото и поради непропусливоста и затнувањето на атмосферските шахти. Жителка на оваа улица вели дека додека лежела дома, водата подрала во собата. Ама дома си бех, дома телевизор ти гледа и наеднаш вода унатре поплавиме. Ја не знае и отиврна. Гледаат телевизија и поплавиме водата. Леле, уплачи се, викам, дали шишето ми се разтори вода за пчиња пијам. Кога гледам не шишето вода, искути да проверам одека таа вода. Не знам отиврна. Се трага прво гледаш штековете да помрзнам, после да работам, што да правим. Почина да бадам вода со легени. Соседната куќа исто така била под вода. Причината голема е што одозгоре од кајзијата целата атмосферска вода доваѓа на вамо. Тук од кај сето тога кога го правија патот думаваме, значи тубаво на тие што работија да се направи косина одозгоре да бега целата вода надоле. Они повторно тоа направија, те видете слободно, таа вода оде на вамо, тука е целата дупка и целата атмосферска вода се собира на овој место. Значи на оваа шахта помошна не може целата канализација да собере таа вода. Треба да се пуштат сите шахти, а не сите се затворени, а само тука и целата вода улава кај нас во куќите. Не, никој тука не доваѓа да чисти, се ние си чистиме. И да пријавиш, никој не презима никаква мерка за да додат тука тоа да го средат. Како и друга, десетина метри пониску од нивото на главната улица. Да гледате што ми е во, сите лиштата ми мокри, се е извадено надвор, нема што да правам, ја немам нигде не работам. Кујката е поплавена. Сета вода која доа згоре преко асфалто, на кај мене испадне и унатре поплавиме сета вода. Како река некоја вода која претече. На оваа улица се гледаат траги од кал и други наноси од синоќешното невреме, а поради најавите на нови врнежи, жителите стравуваат од повторни поплави, поради што се принудени да дежураат при секое наоблачување. На поплавени домови се пожалија и жители на населбата Усова Чешма, како и неколку други критични места во градот и општината.